Gaming Challenge on Mnet Esports. Корените на StarCraft и StarCraft 2. I am the swarm. Armies will be shattered. Worlds will burn. Now at last, on this world, vengeance shall be mine. For I am the Queen of Blades. StarCraft е франшиза за воена научна фантастика, создадена од Крис Медсен и Еймс Фини, собственост на Blizzard Entertainment. Серијата, поставена на почетокот на 26-тиот век, се фокусира на галактичката борба за доминација меѓу 4 вида: прилагодливите и подвижни Теранс, инсектоидот Зерк, кој постојано се развива, моќниот енигматичен Протос и богословската раса на Хелнага, творец во далечниот дел од галаксијата Млечен пат, познат како Сектор Копрулу. Серијата дебютираше со видеоиграта StarCraft во 1998 година. Таа се зголеми за да вклучи голем број други игри, како и 8 романи, 2 написи за неверојатни приказни, игра на табла и друга лиценцирана стока, како што се колекционерските статуи и играчки. Blizzard Entertainment започнал да го планира StarCraft во 1995 година со тим за развој предводен од Медсен и Фини. Играта дебютираше на 1996 година и користеше модифициран мотор за игри на Warcraft 2. StarCraft го означи создавањето на филмскиот оддел на Blizzard Entertainment. Играта воведе висококвалитетна кинематика, составен дел од приказната на серијата. Поголемиот дел од оригиналниот тим за развој на StarCraft се врати на работата на пакетот за проширување на играта Broodwar. Развојот на таа игра започна само кратко откако беше објавен StarCraft. Во 2001 година StarCraft Ghost започна да се развива под нихилистичкиот софтвер. За разлика од претходните стратешки игри во реално време во серијата, StarCraft Ghost требаше да биде игра со скришум акција. По 3 години развој, работата на играта беше одложена во 2004 година. Развојот на вистинското продолжение на StarCraft 2, Wings of Liberty, започна во 2003 година. Играта беше најавена во мај во 2007 година.
и беше објавена во јули 2010 година. Франшизата StarCraft 2 продолжи со проширување на StarCraft 2. StarCraft 2 Heart of the Swarm, која беше објавена во март 2003 година. Третата и последна рата на StarCraft 2, Legacy of the Void, беше објавен во ноември 2015 година. Во 2016 година, пакет со 9 мисии за еден играч Nova Covert Ops беше издаден во форма на DLC. Insufficient Vespene gas. Оригиналната игра и незината експанзија се пофалени како една од најдобрите игри во своето време. Серијата собра солидни следбеници ширум светот, особено во Јужна Кореја, каде професионални играчи и тимови учествуваат на надпревари, заработуваат спонсорства и се надпреваруваат на телевизиските надпревари. До јуни 2007 година StarCraft и Brood War продадаа скоро 10 милиони копии заедно. Покрај тоа, серијата беше наградена со звезда на патеките на игра во 2006 година и држи 4 Гинисови рекорди во изданието на Гинис во 2008 година. На 27 март 2017 година Blizzard објави StarCraft Remastered, ремастирана версија на оригиналниот StarCraft, при што основните ажурирања се ажурирани графики и ревидиран диалог и аудио. Од 19 април 2017 година, оригиналниот StarCraft и неговото проширување Brood War се бесплатни за преземање и играње од веб страницата на Blizzard. Секоја игра се потпира на два ресурси за да ги одржи своите економии во игра и да изгради своји сили, минерали и газ. Минералите се потребни за сите единици и структури и тие се добиваат со употреба на работничка единица, за да се соберат ресурсите директно од минералните јазли, расфрлани околу бојното поле. На играчите им е потребен газ за изградба на надпредни единици и згради, а тие го стекнуваат со изградба на зграда за извлекување газ на врвот на гейзерот и со користење на работничките единици, за да го извлечат газот од него. Покрај тоа, играчите треба да ги регулираат залихите за нивните сили, за да обезбедат дека можат да се конструираат бројни единици што им се потребни. Иако природата на снабдувањето се разликува меѓу расите, теранците користат физички залихи што се чуваат во магазини. Протос користи псионична енергија канализирана од нивниот свет преку столбови и Зерк се регулирани со бројот на контролирани присутни единици. Механиката за снабдување во суштина работи на ист начин за секоја игра, само со различни влијанија врз играта, овозможувајќи им на играчите да создадат нови единици кога има доволно ресурси за нивно одржување. Конструкцијата на зградите на Протос и Зерк е ограничена на специфични локации. Зградите на Протос треба да бидат поврзани со електрична мрежа, додека скоро секоја структура на Зерк мора да биде поставена на килим од биомаса, наречена лази, произведена од одредени структури. Зградите на Теран се далеко помалку ограничени со одредени примарни основни структури кои имаат способност да полетаат и полека да летаат на нова локација. Меѓутоа, зградите од Теран бараат работничка единица да продолжи со изградбата на зградата, се додека не се заврши. Исто така, штом зградата на Теран претрпе одредена штета, таа ќе се запали и на крајот може да изгори до земја без понатамошно действување на непријателот, ако поправките не ги изврши работничката единица. Спротивно на тоа, Протос бара само работничка единица да започне процес на транспорт на зграда до театарот, на операции преку искривување, а штитовите на нивните згради, но не и нивната структура, се обновуваат. Работничката единица Зерк физички се трансформира во креираната структура, која е способна полека да се лекува. Приказната се фокусира на активностите на три вида во дел од млечниот пат, познат како сектор Копорулу. Милениум пред некој од настаните на игрите, вид познат како Хелнага, генетски инженер на Протос, и подоцна Зерк во обидите да создаде чисто суштество. Овие експерименти се повратија и Хелнага во голема мера се уништени од Зерк. Со векови пред почетокот на StarCraft во 2499 година, тврдокорната меѓународна влада на земјата
Директоратот на Обединетата земја, УИД, нарача програма за колонизација како дел од решението за прекомерното население. Сепак, компјутерите, кои ги автоматизираат бродовите на колонијата, имаат неправилна работа, придржувајќи ги далеку колонистите од терен, надвор, од курсот до работ на просторот на Протос. Во контакт со земјата, тие формираат разни фракции за да ги задржат своите интереси. За интегриран од однесувањето и менталитетот на тераните, Протосот останува скриен да ги испитува луѓето, истовремено штитејќи ги и од други закани без нивно знаење. Зерк сепак ги насочува тераните за асимилација за да го искористат нивниот психоничен потенцијал, принудувајќи го Протос да ги уништи расипаните колонии на терен за да ја сопре неистата на Зерк. Templar. At long last, we stand at the threshold of destiny. For today, we will restore the glory of our legacy. Today, we will retake what we have lost and reclaim our homeworld. And may the Kala's light guide us. The invasion fleet stands ready. We await only your command, Hierarch. You must halt this invasion at once. Zeratul? Templar! Arrest this traitor! No! We will hear him out. The end war has come. Amon, the Dark One, has returned. This heretic cannot be trusted. This invasion is a distraction from the true battle ahead. Amon's fury will engulf the entire galaxy. Do not forget that it was his interference that brought ruin to Ire. And that burden weighs heavily upon me. Artanis, I have found a way to stand against the coming darkness. You must believe me. We have been through much together, Zeratul. But far too many have sacrificed in the hopes that this moment would come to pass. Executor, commence the invasion! Старкрафт започнува неколку дена по првиот од овие напади, каде привладувачката влада на Теран, Конфедерацијата Теран, паѓа во состојба на паника, бидејќи е нападната од Зерк и од Протос, покрај зголемената бунтовничка активност предводена од Арктурус Менгск, покрај неговото правило. Конфедерацијата на крајот им подлегна на бунтовниците од Менгск, кога тие ја користат технологијата на Конфедерацијата за да ги привлечат Зерк да го нападне главниот град на Конфедерацијата Тарсонис. Како последица на вакуумот на моќта, Минкс се круниса за император на новиот дом на Теран. За време на нападот врз Тарсонис, Минкс му дозволува на Зерк да ја фати и напади неговата втора команда, Сара Кериган. Kerrigan, we've neutralized the Protoss, but there's a wave of Zerg advancing on this position. We need immediate evac. Belay that order. We're moving out. What? You're not just gonna leave us! All ships prepare to move away from Tarsonis on my mark.
boys. How about that evac? Damn you, Arcturus. Don't do this. It's done. Helmsman, signal the fleet and take us out of orbit. Now! Commander. Jim? What the hell's going on up there? Ова предизвика го поттикнува другиот командант на Мекск, Джим Рейнор, да го напушти со мала војска. Откако се повлекоа со Кериган до нивните примарни бази, зергите нападнати од силите на Протос, командувани од Тасадар и темниот темплар Зератул, преку антетатот врз Церебрат во Зерк Зератул ненамерно им дозволува на надмокниот свет да ја научи локацијата на светот на Протос Ажур. Овермайнд брзо започнува инвазија за да го асимилира Протос и да добие генетско совршенство. Прогонуван од сопствениот народ како еретик поради застанување на страната на темплар Зератул, Тасадар се враќа во Ажур и со помош на Рейнор и темпларот Феникс започнува напад врз надмокниот свет и на крајот се жртвува за да го убие суштеството. The Zerg swarm came as was foretold. And the Protoss, firstborn of the gods, rose to fight them. Now, the Xel'Naga that forged us all are returning. But do they come to save? Or to destroy? I knew you'd find your way here. Eventually. Your very presence defiles this place, Kerrigan. Do you hear them, Zeratul? Whispering from the stars. The galaxy will burn with their coming. Perhaps. But you won't live to see it! Please. Our petty conflicts mean nothing now. A storm is coming that cannot be stopped. Fitting that we should face oblivion together. Never!
fate cannot be changed. The end comes. And when it finds me, I shall embrace it at last. The prophecy is uncertain. There is always hope. Во Брудвар, Крутосот е предводен од Зератул и Артанис. Тие почнуваат да го евакуираат преживеаното население од Ажур во темниот темпларен свет на Шакурас, под кревка алијанса, помеѓу двете недоверливи гранки на Протос. На Шакурас, тие се во заблуда од Кериган да го нападнат Зерк, за да ја убрзат потрагата на Кериган за обезбедување контрола над моќна Зерк. Ова измама доаѓа откако Кериган откри дека нов Оверминт влегол во инкубација. Во меѓувреме, тераните одлучуваат да преземаат акција во овој сектор, испраќајќи флота за освојување на доминацијата Теран и за земање на новиот Оверминт. Иако успешно ја зазедоа престолнината на Доминиум Корхал и го поробија надземниот свет, напорите на УЕД да го заземаат Минск ги спречува двојниот агент кој работи за Кериган, Самир Дуран. Кериган, соочувајќи се со Менкс, Феникс и Рейнор, започна кампања против УЕД, повраќајќи го Корхал. Сепак таа се свртува против незините сојузници, Феникс и Дјук, загинуваат во нападите што следеа. Кериган подоцна го принудува Зератул во убиството на новиот Оверминт, давајќи им целосна контрола врз целиот рој на Зерк. Откако го поразија одмаздувачкиот напад од Протос, Доминион и УЕД, последователно уништувајќи ја последната флота на УЕД, Кериган и незините потомци, Зерк станува доминатна моќ по секторот. Wings of Liberty. 4 години подоцна, во крилјата на слободата, или StarCraft 2, Кериган и Зерка исчезнаа од секторот Копрулу, дозволувајќи им на Протосот уште еднаш да преземе пасивна улога во галаксијата. Во меѓувреме, Рейнор формира револуционерна група со име Рейнорс Райдерс со цел да го собори Минск на Марсара. Рейнор го ослободува локалното население од контролата на Доминион и исто така открива компонента на мистериозниот артефакт на Хелнагата.
It's about time. Зерк повторно се појави и пригази Марсара, принудувајќи го Рейнор да организира евакуација на неговиот борички крстарец Хиперион. Индиана Унс започнуваат серија мисии за подкупување на Минкск, запирање на чистите напади на Зерк во земјите на Теран, собирајќи психички лица за воени средства и пронаѓање на престанатите парчиња од артефакт на Хелнага, кои ги продаваат на енигматичната фондација Мобиус, со цел да ја финансираат нивната револуција. Наскоро потоа, Зератул доставува психички кристал што му возможува на Рейнор да споделува визии кои вклучуваат застрашувачко пророштво, каде хибридите на Зерк Протос и поробениот рој на Зерк ги бришат Теранс и Протос. Визијата открива дека само Кериган има моќ да спречи искоренување на целиот живот во секторот и пошироко. Откако собраа повеќе парчиња од артефакти, Индиана Унс склучија сојуз со Валеријан Минкск, синот на Арктур, кој е нивен таен добродетел од фондацијата Мобиус. По враќањето на последното парче артефакт, Валеријан и Рейнор работат заедно за да го нападнат светот на Зерк во чар и го користат артефактот за да обноват човечноста на Кериган, со што го ослободуваат Зерк по цена на поголемиот дел од флотата Доминион. Агент на Арктур се обидува да ја убие Кериган, а Рейнор ја брани и одведува на лекарски преглед. Heart of the Swarm. Доминион открива каде се кријат Рейнор и Кериган и започнува напад врз нив. Кериган успева да избега, но отсечена од Рейнор и кога слуша вест дека тој е заробен и екзекутиран, таа се враќа на територијата Зерк за да ја презема контролата над ројот и да се одпламси точно врз Минкс. За време на незината потрага, таа има средба со Зератул, која советува да патува во Зерус, првичниот домашен свет на Зерк, каде што ги враќа своите овластувања како кралица на сечилата. Враќајќи се посилно од кога било и дознава дека паднатиот од расата на Хелнага по име Амон беше одговорен за правењето на Зерк она што се завојуван рој, врзан за единствената најмокна волја. Откако се спротистави на легијата слуги на Амон, вклучувајќи и раса на хибриди на Протозерк, Минкск ја известува Кериган дека Рейнор е се уште жив и го користи како лост против неа, чувајќи ја тајната локација каде што е затворен, се додека таа не ги здружи силите со Хиперион да го лоцира и спаси. Сепак, гледајќи дека таа ја отфрли незината хуманост по целиот напор што тој го вложи за да ја врати, Рейнор ја отфрла и покри признанието дека го сака и се разделува со неа. Кериган го сврти вниманието кон Корхал и ги испреќа своите сили, еднаш за секогаш да го срушат Минкс. Сепак, за време на нивната пресметка, Минкс го користи артефактот за да ја имполизира, но се чини дека Рейнор ја штити, а Минкс на крајот е убијан од Кериган. Со Доминион под контрола на синот на Минкс, Валеријан, Кериган се збогува со Рейнор и заминува со Церк ројот за да се соочи со Амон и неговите сили. It seems fate has drawn us together. We should not tempt it further. Legacy of the Void. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity.
We are bound by the Kala, the sacred union of our every thought and emotion. Today, we retake our homeworld, and with it, our legacy. Зератул ја напаѓа инсталацијата на Тиран под контрола на Амон со цел да ја одреди точната локација на неговото воскресение, искористувајќи го ненајдениот напад на Кериган и ројот Зерк. Откако ја доби точната локација, тој заминува во античкиот храм на Хелнага, каде има визија за Тасадар, кој го потикнува да бара артефакт во собственост на тераните. Зератул се враќа да го предупреди Артанис за враќањето на Амон, но тој решил да продолжи со неговите планови, да ја води својата војска за да го поврати Ажур. Сепак Амон се буди на Ажур и ја презема контролата над поголемиот дел од планетата на Протос преку Хала. Телепатската врска што ги обединува сите емоции за халајската фракција на Протос. Само Зератул и Неразим, темниот темплар, се имуни поради нивната неповрзаност со Кала и Неразим продолжува да спасува што повеќе халаи со раскинување на нивните нервни жици кои ги поврзуваат со Хала, со жртвувањето на Зератул самиот да го спаси Артанис во таа пригода. Откако избега од планетата со антички брод, копието на Адун, Артанис го поврати артефактот како што сугерираше Зератул и собира сојузници меѓу многуте племиња на Протос, расфрлани низ галаксијата со цел да ја преправат својата војска и да извршат нов напад врз Ажур. Користејќи го артефактот, силите на Артанис ја ограничуваа суштината на Амон, доволно време за другите Хала и Протоси, кои се уште беа под негова контрола, да ги прекинат нервните врски и да го протераат Амон до празнината на Воидот. Во краток епилог, по крајот на наследството на празнината, Кериган повикува на помош на Артанис и Рейнор за да се спротистави на Амон во Воидот, за да го победи еднаш и за секогаш. По повод тие се сретнуваат со Урош, последниот од Хелнагите, кој открива дека за да се спротистави на Амон под еднакви услови, Кериган мора да ја наследи суштината на Урош и да стане самиот Хелнага, бидејќи самиот Урош е на последната сила. Помогнат од силите на Зерк, Теран и Протос, овластениот Кериган го победува Амон пред да исчезне без трага. 2 години подоцна, Кериган се појавува пред Рейнор во човечка форма и тој заминува со неа за никогаш повеќе да не биде слушнат од него, додека цивилизациите Зерк, Теран и Протос почнуваат да се обновуваат во време на мир и просперитет.
Придобивањето на StarCraft 2, StarCraft Brood War, беше наречен најуспешен еспорт со собствен систем за рангирање и тој беше национално поминување на времето во Јужна Кореја, каде имаше 2 телевизиски канали посветени на емитување на професионални надпревари на StarCraft. Историјата на серијата со професионална конкуренција донесе создавање на Корејската асоциација за еспортови, КИСПА, и професионалната екипна лига што ја администрираше StarCraft Pro лигата. Како такво, оригиналот се сметаше за основач на успешната инфраструктура и сцена во земјата. Ова доведе до големи очекувања за успехот на продолжението како еспорт, но исто така и конфликт помеѓу Pro лигата и Blizzard, што предизвика 3-годишна расправија помеѓу нив. Ова значеше дека Pro лигата на Кореја нема да преминува во StarCraft 2 по објавувањето. Првите големи турнири StarCraft 2 се случија во текот на фазата на бета тестирање во месеците пред добивувањето, а најзабележителен беше HDH Invitational и играчот на Шон Day9, кралот на бета верзијата. Успехот и на гледаноста и на спонзорирањето на овие рани настани зацементира големи очекувања за професионална игра на насловот што излегува во јули 2010 година. По неговото лансирање, StarCraft 2 брзо се претвори во успешен еспорт, станувајќи главната карактеристика на многу лиги и основа на тековните турнири со некои од најголемите фондови за награди во професионални игри. Меѓу нив, првите големи професионални настани за играта беа организирани од страна на Major League Gaming и Intel Extreme Masters. Во месеците по објавувањето на играта Intel Extreme Masters сезона 5 Global Challenge Kill 2010 MLG. Наскоро во Кореја беше формирана првата професионална лига на играта, глобална лига StarCraft 2 GSL, организирана од GOM TV. Играта исто така стана примарна игра на DreamHack, почнувајќи од ноември во 2010 година. Раната популарност на титулата доведе до создавање на повеќе надпревари само за StarCraft 2 надвор од Кореја. Исто така, со враќање на собствениот настан на StarCraft, главниот тим Liquid и создавање на северноамериканска звездана лига NASL. Blizzard и GOM TV потпишаа договор на 26 мај 2010 година, дозволувајќи им на вторите да создадат и еметуваат GSL, почнувајќи од серија од 3 отворени турнири, секој со награден фонд од 170.000 USD во Јужна Кореја. Овој договор следеше по одлуката од Blizzard да ги прекине преговорите со КЕСПА и потврди дека Blizzard одлучи да работи со друг партнер за промовирање на StarCraft 2 како еспорт во Јужна Кореја. Непрофитната група за јавни интереси, јавно знаење, ја даде следнава изјава во врска со ова прашање. Условите за употреба на Battle.net наведуваа дека станува збор за кршење на договорот и повреда на авторските права на Blizzard во основната игра да се користи услуга за било каква еспортско или групно надпреварување, спонзорирано, промовирано или олесното од кој било комерцијален или непрофитен субјект, без претходна писмена согласност на Blizzard. По применот на GSL во редовниот формат во лигата во 2011 година, со 2 нивоа на игра, Code S и Code A, првата професионална корејска тимска лига за StarCraft 2 ја започна GOM TV. Глобалната тимска лига StarCraft 2. Покрај тоа е основана Федерацијата за еспортови, за да ги представува тимовите што учествуваат во тимската лига. Кон крајот на 2011 и 2012 година го сочинуваа врвот на StarCraft 2 како најголем еспорт во светот, со применот на КЕСПА и придружните турнири StarCraft, Pro лигата и On GameNet Star лигата во StarCraft 2. Во 2012 година се основаше серијата на светски шампионати SSS, санкционирани од снежната бура. StarCraft 2 остана најгледаниот, спонзориран и најактивен еспорт во светот и за прв пат од неговото објавување јасно ја презеде позицијата на StarCraft во Јужна Кореја.
бидејќи сите професионални тимови и двете лиги преминеа во неа. Години по завршувањето на преговорите, Blizzard и Кеспа уште еднаш го обновија договорот, што резултираше со Кеспа да добие лиценца од Blizzard во 2012 година и On GameNet да објави StarCraft 2, надпревари почнувајќи од летото 2012 година. Gaming Challenge on Mnet Esports.